Властите во Софија сакаат редефинирање на македонскиот идентитет, а не само внесување на бугарите во уставот. Вака премиерот Мицковски одговори на реакцијата која стигна од официјална Софија во врска со акцијскиот план за малцинствата, откако бугарското МНР во својот допис македонскиот јазик го квалификуваше како достапен јазик кој се говори во Македонија. Мицковски денеска, одговарајќи на новинарско прашање на оваа тема, повторно повика на обединување околу идентитетските прашања, за да не се повторувале сценаријата на предходната влада, која ги прифаќала, како што рече, сите поразителни ултиматуми, поради кои земјата се уште е во европската чекална. Па мене тоа не ме чуди, не знам дали некого воопшто го чуди во државава. Само ги потврдуваат оние тези кои што ги имавме од првиот момент, дека не е бугари во устав единственото барање, туку комплетно редефинирање на македонскиот идентитет. И мислам дека конечно како народ ќе сватиме, без разлика дали сме во власта или во опозицијата, дека за некои прашања едноставно треба да бидеме заедно. Жалам што се случи претходната влада да на еден таков начин влезе во оваа авантура и го заглави евроинтегративниот процес на државата. Жалам што ја прифати капитулацијата, односно ултиматумот тогаш од страна на нашиот источен сосед. Опозицијската СДСМ и деновиве во врска со ова реагираше преку партиско соопштение, во кое пак се наведуваше дека токму прашањето на македонскиот јазик и планот за правата на заедниците не се тема на билатерални односи. Темата со македонскиот јазик во Европската Унија е затворена и завршена, а Македонија го има и првиот договор со Европската Унија подпишан на македонски јазик. Договорот за Фронтекс го подпишува дури и Бугарија, со што македонскиот јазик е официјално признан и во Европската Унија. ВМРО намерно го стопира процесот на евроинтеграција и намерно измислува теми како последните со Бугарија. Сепак, токму ова прашање беше причина поради која бугарското и македонското МНР ги спротиставија ставовите откако официјална Софија го дефинираше како достапен јазик, а пак Скопје возврати властите во Софија да се позанимаваат повеќе со аргументи, а помалку со политиканство и да покажат европски вредности. Акцијскиот план за малцинствата, содржан во 50 страници, е изработен во соработка со домашни, но и европски и меѓународни експерти и истиот предвидува реализација на повеќе законски измени и нови решенија, како што се измените на Законот за народен правобранител, кој се уште чека на двотретинско мнозинство, се потенцира и Законот за правична застапеност, кој пак треба да биде донесен, но и вработување во Агенцијата за следење на јазиците и Комисијата за антидискриминација. Македонија се повикува и на одредбите од Уставот, Законот за употреба на јазиците, Законот за употреба на знамињата, Комитетот за односи помеѓу заедниците. Исто така предвидува и назначување на заменик народен правобранител, одговорен за говорот на омраз, формирање оддел за говор на омраза со посебен кадар во канцеларијата на народниот правобранител, што ќе постапува по предмети за говор на омраза. Во делот на судско-обвинителската фела се предвидени и обуки за суди и јавни обвинители за препознавање на такви случаи како истражување, кривично гонење и казнување. Посебен акцент е ставен и на образовниот процес, односно развој на нова или подобра наставна програма за предметите во основното и средно образование, но и вработување на наставници кои ги говорат јазиците на малцинствата.